Јас сум Кика Авеира, а ова е Body Positive Македонија, каде што зборуваме за нашата љубов кон себе си, своето тело, самодоверба и нашето физичко и психичко здравје. Сега, ова видео ќе биде малку поинакво од оние кои што вообичаено ги аплодирам на во овој сегмент од мојот канал, Body Positivity. Меѓутоа е инспирирано од едно од претходните видеа каде што зборувам за тоа како да си го засакате своето тело и еден од советите беше да ја одберете правилната облека за вашето тело. И сега јас си помислив, па зошто да не ви направам еден хол од сите оние работи кои што ги купив јас во последново време, некако доста се фрлив на шопинг. Не знам зошто, може би беше, пошто беше Black Friday и слично. Како и да е, да ви покажам некои работи кои што јас ги купив, да ви кажам зошто сум ги одбрала баш тие парчиња и како вие да одбирате во однос на вашето тело. Јас ќе се фокусирам малку повеќе на тело со облини, затоа што такво имам и тоа најдобро знам како да го облечам. Меѓутоа, овие совети може да бидат корисни и за сите, не само за девојките со облини. Сега, пред да почнам, сакам да споделам неколку работи кои што може да бидат проблем кога одиме во шопинг, кога имаме облини. Јас лично имам трауми од детството кога станува збор за шопинг и затоа и како возрастна сега нешто не обожавам многу шопинг. Меѓутоа, тоа се менува. Првата работа што може да биде проблем кога имаме облини е тоа што продавниците и брендовите многу често не прават големи броеви. Едноставно, дури и оние броеви кои што ги нарекуваат големи броеви, L, XL, XXL и така натака, дури и тие имаат мал калап или како и да се вика. Имаат некаква стандардизирана величина, или па воопшто не ни носат такви броеви и тоа може да биде многу фрустрирачко кога одиме во шопинг и кога сакаме да се облечеме убаво и да бидеме модерни. И многу често ни остануваат оние парчиња кои што мораме да ги купиме, не се нешто многу модерни, меѓутоа мораме да ги купиме затоа што немаме нешто многу избор. Друга работа е тоа што оние парчиња облека кои што се модерни и кои што моментално особено се модерни, оверсайз коутс или джекетс или што и да е оверсайз, може да изгледа малку лошо на тело кое што е поголемо. Тие работи изгледаат совршено на телата на моделите, меѓутоа кога јас например ќе облечам нешто таква, тоа не изгледа така добро како што изгледа, како што треба да изгледа. Зошто? Заради тоа што се она кое што не е струкирано и кое што не го нагласува вашиот струк, се изгледа пообемно, поголемо. Јас лично не го сакам тој лук и затоа најчесто купувам и носам струкирани парчиња и работи кои што се уз тело. Последната работа која што ќе ја спомнам, на која што треба многу да се внимава, е тоа што нас, кои што имаме некакви поголеми атрибути, поголеми гради и поголем задник, треба многу да внимаваме кога носиме облека која што е revealing или малку така одголена или како и да речам, затоа што на нас тоа многу лесно изгледа, може да изгледа вулгарно, нели не сакаме тоа така да изгледа. Работи, односно некои парчиња кои што изгледаат совршено на другите девојки, кај нас може да изгледаат лошо, токму поради тоа што, пример, ако ни се гледа малку повеќе деколте или ако ни се претесни фармерките, тоа може да изгледа лошо, така да и тоа мора да се внимава. Јас лично во последно време многу малку носам деколтиња, затоа што не ми се допаѓа тој провокативен лук.
Како и да е, имам големи гради, тоа понекогаш може да биде проблем. Сега, доста зборам јас, ајде да ви покажам што сум купила. Ајде да видиме што има овде. Некои парчиња веќе ги имам сликано, ги имате видено на Инстаграм, ќе ви ставам слики од оние парчиња кои што ги имам сликано, некои немам си уште сликано, ама ајде да видиме што имаме. Значи, тие што ме знаат дека јас сум 90% од времето во некакви кратки фустанчиња, тесни фустанчиња, кои што се сосема устело и најчесто носам високи чизми или летно време патики или сандали некакви. Значи, купив неколку фустанчиња овој месец. Прво нешто што ќе ви покажам е ова фустанче, кое што во суштина го носев пред некој ден на Инстаграм и доста девојки ми пишаа од каде и дали е фустан или е нешто друго. Го купив од Прилеп, од бутик, как се вика, бутикот се вика Ковалски, некое представништво на Ванс или нешто такво, меѓутоа е одлично, малку така спортско, на вистина многу ми се допаѓа и стои устело, баш онака како што зборував до сега. Добро, понатаму уште едно фустанче кое што го купив исто така од Прилеп, исто е тесно, со долги ракави, има само еден овдака отвор интересен, ова стои како ролка и е многу интересно, исто така устело. Најчесто ги комбинирам ваквите фустани со обичен капут од згора и високи чизми и спремна сум, не сакам нешто многу леери на себе да имам. Сакам да е што е можно поедноставно. Понатаму има едни две фустанчиња, исто е фустанчето, меѓутоа е во две различни бои. И ги купив нарочито, едното е М, другото е L, заради тоа што сакав да имам опција каде што едното ми стои комплетно, значи тесно устело, а другото сивото во случајов е така малце поширочко и покомотно стои, може да се носи во различни комбинации. Пократки ракави се и да, многу често се случува да доколку ми се допаѓа нешто, купам повеќе од едно. Повеќе од едно исто такво или многу слично, заради тоа што сум човек кој што колку и облека да имам, најчесто носам само неколку парчиња од целата таа облека. Кога ќе се видам во нешто, тоа е тоа. Додека не се искине или не ми досади, го носам. И уште едно фустанче, овие беа од Калиопе. Уште едно фустанче кое што е од Вајкики, мислам дека. Тоест, ова е на кошула фустан. Fun fact, ги пеглам работите пред да ги облечам, а не пред да ги ставам во кар. Али како и да е, битно ќе го видите. Значи се работи за фустанче, кратко фустанче, позади е малку подолго од напред, со тоа што ова е некој вид на оверсайзд кошула. И најчесто кога ја носам со каиш или некаква врвка, нешто било што, кое што го имате по дома, само за да го нагласи вашиот струк и да го имате оној ефект на струкираност за кој што зборува. Сега не знам ова дали да ви го покажам, го немам си уште облечено, меѓутоа ќе ви го покажам, ајде. Иако изгледа малце чудно вака кога ќе го видите. Еве го. Значи се работи за фустан кој што
е така малце посвечен и да зборував дека нели не сакам одголено и вакво деколте, меѓутоа ова кога го видов морав да го купам некако така и да ми остави впечаток и некак треба да најдам некаков начин да го носам, дали со некој бралет или со некоја не знам, некоја маечка од доа, било што, меѓутоа навистина многу ми се допадна, ева ќе го ставам. Значи се врзува овдека, има копченце овдека, не можам да го фатам сега во моментот. Има копченце овдека и се врзува овдека и е вака некако со доле со преклоп, значи да се види и е така, интересничко. Тоа се фустаните. Сега купив две маечки, повторно многу слични, овие се од Нью Йорк. Се сосема слични со тоа што ова е малце поинаков потенок материјал и пишува на него 99 problems but you ain't one, haters. Да, значи crop tops. Сега друга работа кога станува збор за облеката, понекогаш, например, јас порано многу си забранував да носам некои вакви работи. Си размислував од типот на како јас тоа ќе носам сега нешто кратко, мене целиот стомак ќе ми се гледа и слично. Не, тоа не значи дека ќе ми се гледа целиот стомак, туку значи дека треба да го искомбинирам правилно. Например, овие работи, ваквите мајци стојат многу добро со фармерки со висок струк или некаква сукња со висок струк или панталони, било што, каде што во средина ќе ви се гледа малку стомакот, меѓутоа тоа нема да изгледа воопшто лошо, туку баш изгледа интересно и модерно, ајде да речеме. Така да не си забранувајте да носите нешто, меѓутоа внимавајте како ќе го искомбинирате. Сега да ви ги покажам два пара панталони кои што ги купив. Едните се обични фармерки со висок струк, тесни многу надолу, одлично стојат, се од Waikiki. И уште едни панталони кои што се исто од прилеп од бутик Чарли, нешто така. Јас обично не сум нешто многу љубител на патерни и избегавам патерни, особено кога станува збор за панталони, меѓутоа овие многу ми се допадна. Се доста кратки и се тесни, меѓутоа навистина ми се допаѓаше како стоја, така да со овие панталони јас излегувам од комфорната зона моја, нели без да немам патерни, меѓутоа овој пат имаме надвор од комфорната зона. Она која што ептен, сум среќна што го направив е следното. Ви кажав дека обично во никој случај не носам вакви плишани, не се осмелувам да купам некои плишани коутс или џакетчиња кои што се со некаква таква текстура, затоа што реална сум, не ми стојат како што треба да ми стојат. Ми стојат како поларно мече сум, меѓутоа кога станува збор за пижами и за нешто кое што го носам по дома, можам да си го дозволам тоа, ајде да речеме. И си купив едни пижами, сум пресреќна што ги купив, нопачки се, да. Еве ги пижамите, не е ова фешн, да ви го покажам. Еве ги пижамите се прекјут со вакви облачиња. И думните, и купив нешто во последно време сум ептен обседната со чорапи. Вакви некои ме сопна, значи не можам да ви кажам од каде се, не знам како се вика бутикот, ама се пресладки, еве ги. Как
Како и да е, навистина не мислев дека некогаш ќе правам clothing haul на овој канал во животов, меѓутоа ете за се има прв пат. Не знам колку ви се допадна, ако ви се допадна, пишете ми дека ви се допаднало, дали да би правила некогаш вакво пак видео. Се гледаме во наредното видео, во меѓувреме сакајте се себе си, без разлика како изгледате и сакајте го вашето тело, грижате се за себе и се гледаме во наредното видео, кликнете на subscribe.